Добар ден и добре дојдовте во финалето од третата сезона на Fair Play на телевизија Телма. Крајот на сезоната е моментот кога спортистите ги прославуваат своите успеси и анализираат како и во кој поглед можат да бидат подобри во сезоната што предстои. Па така и нашиот тим, пред да замине на заслужен одмор, а потоа и подготовки за новата сезона, ве подсетува на дел од најинтересните моменти кои ни ја одбележаа оваа трета сезона. Сега се враќаме на стартот кој беше шампионски и инспиративен, заедно со македонскиот и светски шампион во бокс со голи раце, Гого Славески. Дефинитивно ми беше најтешка борба до сега. Имав и на фацата се гледаше, на лицето ми се гледаше и по главата. Имав удари прљави, се здобив со прљави удари позади глава, позади уво. Добив и мал потрес, може да се каже. За ова раскажи ми сега, одиме поред. Потрес сепак е сериозна работа. Самиот кажуваш, различни се правилата, но можеби и во минатото почесто или во други типови на категории или спортови, никогаш тоа знае да биде причина и за прекин на борба. Зависи колку е сериозно. Како ти продолжи? Во прва рунда се здобив со удари позади глава и од тој момент ништо не памтам. И во после борбата, нели, кога прогласуваат се тоа, пред да прогласат, камерата е на мене, ја му се вртам на менаџерот, ја покривам устата и му викам што се дешава, што славиме. Не памтам ништо од таа вечер, освен тоа дека после борбата го имав кајш. Како? Мора уште малку подетално објаснување, затоа што сега не ми е јасно, ако ти имаш во моментот проблем, тогаш како успеваш да се одбраниш, како имаш фокус, каде да нападнеш, како од тој момент до крај борбата издржа? Не нешто издржа, ја доби. Тоа искрено се беше аутопилот, тоа се беше реакција, тоа беше инстинкт, подсвест, што сум си врежал у глава или што сум тренирал до тогаш. Тоа не беше со тактика или со било каква техника, може и да се забележи која анализирал борбата, дека нема некоја предвидена тактика, затоа што ја уопште не памтам, дека сум се враќал измеѓу рунди до кај тренерот и он ми кажувал што да направам и ја нели сум правил или не сум правил. Ништо тоа не се памти и едноставно не знам, самиот инстинкт ме водел. Твојот тренер знае што се случува? Немало не знаеше. Предпоставувал, можеби, или забележал на твојот лик дека нешто? Да, забележал, приметил дека не сум присутен. Ми го видел лицето дека не сум едноставно присутен, дека Предпоставам во таква ситуација може и да ти сугерира ако смета дека е подобро да ја прекинете борбата, што сега кој е последна опција, но не дај Боже да ја прекинал борбата. Таква конверзација не. Ќе ми беше следниот противник он. Да, ќе беше жртва потоа на. Не дај Боже тоа. Ми спомена повторување на исти зборови, повторување на ист текст. Предпоставам тоа е вообичаено кога ќе се случи потрес. Да. Така? Постојано истите прашања, кој победи. Истата вечер, 15 секунди од после победата, кој победи, што е ова, што славиме, што се случува, кај идеме сега, кој победи, пак истите. Кога стана целосно свесен дека си конечно шампион? Па, од кога се стишија работите, ја отидов и во болница да ја прегледам главата, нели имав снимање на главата и ги чекав резултатите до Сабајле до 6-7 саат. И фала му на Господ, нели секој што треба. Тогаш кога падна адреналинот и кога се вратија работите во нормално, веќе почнав да се освестувам и да не дека се врати нешто од ваквото, ама веќе не ги поставував истите прашања. По трет пат во кариерата, минатата година, тој и ја донесе на Македонија европската шампионска титула од Ридско-Брзинскиот автомобилистички шампионат. Она што потоа следеше е голем чекор напред за него и неговата кариера, затоа што годинава новата титула се обидува да ја стигне ни помалку ни повеќе со Ферари. Секогаш расположен за трка, но и за разговор, Игор Стефановски Иџе. Дефинитивно една од моите најдраги трки е секогаш Бузет во Хрватска, бидејќи доаѓаат многу наши луѓе кои што сакаат да не поддржат. Да, така беше и оваа година.
Сварно убаво ја прославивме титулата. Им благодарам на сите луѓе кои што дојдоа да присуствуваат на таа трка. Бих сакал исто да ја одвојам трката во Португалија, бидејќи е трка стварно за уживање. Многу публика, многу пријавени автомобилисти, фантастична атмосфера, верувајте дека е тоа стварно го сакаат овој спорт, така? Дефинитивно, апсолутно. Шпанија и Португалија се луѓе кои што уживаат и живеат за трките и една трка за престиж за самите надпреварувачи, а и за публиката и организаторите. Сега ми кажа, сакам и гледачите тоа да го слушнат, една убава информација, барем за мене е убава, затоа што сметам дека треба да се поддржуваме, особено оние кои што се и познати во нашата јавност и донеле спортски успеси. Во Португалија имаше една специјална поддршка, така да речам, од наш спортист. Токму така, Николче беше нашиот познат ракометар, голман, кој што живее и игра за ракометен клуб таму. Ме израдува, на моја среќа се видовме во Порто, бевме на ручек заедно, но уште повеќе ми даде значи што дојде на самата трка со дечињата, чест и убаво чувство, нели да? Со пругата и со неговите дечиња дојде на трката, едно убаво чувство, заедно прославивме и победата. Така да, не само таму, него и на сите трки кои што одиме, наши луѓе кои што се спортисти даваат голема поддршка. Истото беше и со Горан Пандев пред заминувањето. Имаме фотографијата, ќе ја видиме. Пред заминувањето во Франција, пред почетокот на сезоната, баш бев кај него токму тука. Во Дженова пиевме кафе на еден ручек и благодарам за поддршката која што ми ја даваат сите спортисти. Верувам дека значи многу и сакам еден апел до сите спортисти, без разлика од кој спорт се бават, со кој спорт се бават, мора да се поддржуваме за да имаме квалитетен спорт и едноставно да се даде поттик за сите. Тегоки е величина голема, во Дженова ме изненадија, само што седнавме во ресторан, еден куп луѓе дојдоа да се сликаат со него, така да треба да ги респектираме нашите спортисти кои што имаат направено многу за нашиот спорт и кои што живеат во странство. Генерално за Македонија, да. Не поставиле на светската мапа да не препознаваат. Поддршката е секогаш добре дојдена, како на сите, таа многу им значи и на спортистите. Фанови може да има многу, но оние најголемите разбирливо се секогаш дома. Меѓутоа, најблиските не се само најголеми поддржувачи, туку и најискрени критичари. Искрени беа, и тоа го потврдија, фудбалерите од младата македонска репрезентација. Кај мене посебно брат ми, пошто и тој беше фудбалер, нонстоп ми е поддршка, доаѓа на надпреварите во Унгарија кога да играм. И ми е он така, да кажам, како ветер во грб? Како ветер во грб, да, како ветер во грб. Мајка ми кога играм се тресе, она не гледа утакмици, да, стрес. Еве, јас ја разбирам. Ја поздравувам и целосно ја разбирам. Да. Стрес и пред утакмица, после утакмица. Мајче, како си, мајче, што е, мајче? Една е мајка, добро. А татко ми е лабав, лаган, леден тип и добар беше, добро е. Дава коментар, значи? Ќе биде подобро. И некад знае и критика да ми удри тој, да. И знае? Да. И тоа како, да. Ево ми е интересно. И знае така баш жустро да... Па, понекогаш да. Кога, пример, нема да сум фокусиран на преварата, он тоа може да го препознае, бидејќи ме познава многу добро и после утакмица може само да ми се јави и да ми каже не беше добар, озбили се. Добро, мамо и тато го гледате емисијава, ќе ми кажете на крај дали беше добро, ама така треба, да. Реално и најискрените критики се од оние кои се слободни да ни ги кажат до крај искрено. Добро, кај мене искрено фудбалско семејство, татко ми бил фудбалер, сега моментално е тренер во младите категории у Брегалница. Исто и кај мене жустро малку. И у Брегалница одев едно време во живо да следам надпревари, таму баш знае публиката да биде заинтересирана за фудбал, не знам како е сега. Што е заинтересирана за фудбал во Штип.
И исто ме... Критики? Да, критики има доста критики, сугестии исто, што мора да ги слушам, ипак татко е. И мама покрај тоа и она почна да разбира фудбал. Нема избор. Нема избор. Да, исто и брат ми ме гледа секу утакмица исто. Значи ми дава поддршка, да. Да. Добро. Така треба да биде. Јас барем така мислам. Исто и кај Истото мене е. иста ситуација како Иван што каже, јас сум од фудбалско семејство, дедо ми, татко ми, јас сега Има татко критичари? ми е како онака најголема поддршка, нема пропуштено меч да не дојде кај да играм да гледа. Се случува да ми прави и сам анализи некад од дома, ја гледа по 2 пати утакмица да ја враќа да. за да ми направи анализа. Али и критиките јас ги сваќам, ги прифаќам како добронамерни, пошто знам дека татко и мајка ако И не те ти мисли мислат најдобро, добро, така. нема кој друг. И затоа потполно сум и благодарен што ги имам, што ми ја даваат најголемата поддршка, пошто без нив, ако немаш таква поддршка, не можеш, потешко е да се успее. И за мојата сестра исто, која и она нема пропуштена утакмица. И Браво. тоа е. Кога можам јас, можеш и ти. Е мотото на тимот македонски кошаркари во колички. Ова со сигурност беше најинспиративната спортска приказна во нашата трета сезона, која ќе ве поттикне да заборавите на изразот "не можам". Не можам зборот, го имам слушнано дни, каже го Шваѓана, зборот не можам не постои кај нив. И вика, сакаш или не сакаш да... Ја им се чудам, навистина, јас и на моите луѓе што се околу мене викам, ова само Господ им дава сила на овие луѓе ова да го прават, затоа што тоа е нешто навистина многу тешко и многу напорно и они се пример како се можат ако се сака, како се можат да направат ако се сака. Така да ова што го кажа ти дека често знаеме да кажеме леле не можам ова, уморен сум, не можам ова да завршам. Значи тоа е нашето секојдневие, меѓутоа овие луѓе треба да бидат пример како не треба тоа да се кажува. Кои се засега желбите и идеите? Верувам дека мора да има амбиција, нели? Зошто тренираме, зошто го правиме сето ова? Имате ли засега некои планови каде би сакале да се надпреварувате? Јас нормално како тренер кој што доаѓа да тренира една екипа, си има одредена цел. Ако нема човекот цел, онда не знае кај треба да оди. Мојата цел лично беше еден ден да играме на европско првенство. Како што во кошарката во колички, значи има С дивизија, има Б дивизија и има А дивизија. Значи класифицирани се според квалитетот. Нашата цел е прво да дојдеме да играме С дивизија. Кога ќе дојдеме да играме С дивизија, таа цел за која што сме се собрали ќе ја оствариме и онда ќе најдеме некоја друга цел. Меѓутоа сега за сега целта е да играме на европско првенство. Кога тоа ќе се деси, не знам. Дали секој еден кој што во моментов се наоѓа во количка има инвалидитет, може да се вклучи во тимот или потребно е освен количката и условите што ги имате за тренинг да поседува и нешто повеќе од тоа? Сигурен сум дека талентот за возење количка, талентот за издржливост, однос на издржливоста, однос на талентот кој што го имаат можда за други спортови, например зоки, скија, плива, параглайдери. Да, едноставно е спортски тип. Да. Например, оди теретан, идат некои теретана. Некои тоа не го прават. И нормално е дека оние кои што се бават со спорт, дека кај нив и сите овие работи и елементи од кошаркарската игра многу полесно ги усвојуваат отколку овие други што до сега не тренирале. Се
враќаме на тема фудбал, кој кога ќе се спомене во Македонија, не може една од првите асоциации да не биде начинот на кој Македонија ја победи Италија со историскиот погодок на Александар Трајковски, за кој долго ќе се зборува. Потоа италијаните ни се реваншираа на Олимпико, а во пресрет на таа средба, ние на тема фудбал и спорт разговаравме со амбасадорот на Италија во Македонија, тоа е господинот Андреа Силвестри. Предпоставам знаете кој е Александар Трајковски? Yes, I know him very well. We met. But by the way, he spent many years, several years, playing in Italy. Precisely 3 years in Palermo, where I think one of his son was born as well. So Yes, I yes. think the air of Palermo was pretty beneficial to him. What to say? He scored a great goal with Italy. Congratulations to him. Дали го следевте тој надпревар во живо? Дали можеби бевте во Италија? Каде бевте? Yeah. I was in Skopje. I was at Gino's restaurant. So I have to say, it was to us it was a deception because we lost the possibility to participate in the World Cup. But I mean, you deserve it because we kept a lot of control, but we weren't able to score. You had one occasion, it worked, and that's football. Дали бурно реагирате во врска со резултатите? Без разлика дали станува збор за победа, па се радувате, или пораз, па тогаш се нервирате? Како реагирате? Well, I'm a diplomat, but I'm also a supporter, a human being. So I get excited when there is a victory or a defeat, and I try to reconcile both dimensions, depending also on the context, where I am, if there is a camera on me or not. It is loud sometimes. Yeah, it can be. Македонската тениска судика која годинава ќе суди на летните Олимписки игри во Париз, а досега судеше на реномираните Ролан Гарос и Вимблдон. Во Ферплей ни раскажа како изгледа да си на теренот, близу до познатите светски асови, на турнирите каде всушност светскиот джет сет ужива и го следи надигрувањето во живо на трибините. Според нашиот код на однесување, ние не смееме да имаме никаква врска со играчите, значи не смееме да се дружиме со нив. Па како би било сега да одиме некаде на вечера или да излеземе, па следен ден да треба да Тука нема судиме. ферплей. Па нема. Да. Не сме ни фотографирање, ни разговори, ни ништо. Не сме ништо, да. Има прашања кои доколку ти ги постават на терен во врска со дали си сигурен за одлуката. Значи можам да кимнам со глата, ама не смеам да влегвам во дискусија. Исто така јас можам, не знам, ако играчот за време на тойлет брек, значи прави нешто што не му е дозволено. Има играчи кои не се толку искусни како Џоковиќ или не знам, Добра, делот на звучнива. Да, Ига и можеме ние да, значи ова не смеш да го правиш. Во случај да продолжи да го прави, тогаш мораме да го да реагираме и да го кажеме тоа на главниот судија, па тој понатаму да носи одлука врз основа на тоа што се десило. Во овој момент изгледаш баш соодветно и автентично како тениска судика. Во поглед на вашиот дрескод, има ли некои правила кои што строго мора да се почитуваат? Има правила. Ова ми е старата униформа од Вимблдон од 2019 година. Ние на сите турнири добиваме униформа. Значи добиваме од патики до тренерки или зависи, значи на Вимблдон добиваме 2 сукњи, панталони, сако, значи скроз сме облечени од страна на турнирот и од спонзорите кои стојат за тој турнир. Да, ова ми е старата униформа, не ни смееме да ја носиме потоа, меѓутоа ова имаме сега нова униформа која на Вимблдон се менува секои 10 години. Да, и од 2021 имаме нова униформа која до 2031 Боже здравје. Да, ќе важи, затоа сега ова смееше да во оваа затоа прилика година се дотера. да биде на тебе, да.
Иако докторските студии беа причини за таа да ги спакува своите куфери и да замине во Соединетите Американски држави. Љубовта кон Македонија редовно е причина за да купи билет и да се врати дома. Една од тие прилики ние ја искористивме за разговор во кој однова на виделина беа незината уметничка душа, но и секогаш немирен авантуристички дух. Тоа е Илина Арсова. Имаме една многу интересна приказна од Чимборацо, еден вулкан во Еквадор кој што го искачував пред неколку години, бев сосема сама и во еден момент за малку ќе пропадне во тие пукнатините на глечерот, бев сосема сама, челната лампа не ми работеше, значи веќе ме стемнуваше. Знам дека не треба да одам на врвот, зашто што веќе доцнам дента, а нозеве сами одат нагоре. Значи, едноставно ме тера, гледам сино небо, убаво време и одам, иако знам дека веќе сум доцнат. Тие одсеци на глечерот се поминуваат рано изутрина. Но јас целава планина, 6000 метри, може би јас некаде од 4000 метри тргнав, и тоа со градски превоз дојдов до таму, до влезот на националниот парк. Во еден ден ја качев планината, се семнав, знаев дека се соочив со многу опасности и во моментот кога барав место каде што ќе треба да преноќам, каде што веќе беше побезбедно, требаше да преноќам, земав да се градам таму еден бивак. Бивак е за солниште во планина, кое што го градиме од што и да најдеме во околината. Сега таму имаше камења, значи бев под нивото на снегот, под нивото на глечерот и сега ќе биде интересно и ќе ти испратам и некоја фотка. Градам зид јас околу, каде што ќе треба внатре да легнам да ме заштити зидов од ветришта, да. И го градам јас зидов вака околу кај што ќе спијам. Така едно метро може би изградив на цело одење цел ден, уште градиш зидови тука. И во средината си ја поставувам, немав шатор со мене, значи јас за секој случај носам вреќа, немав ни подложка, значи ранецот го ставам како подложка, све нешто што има остаток од облека го ставам одоздола да ми биде помекичко, ја ставам вреќата и еден чекор наназад се враќам и сето тоа што го изградив наеднаш ми личи на гроб, како јас сум си го изградила себе си својот гроб. И сега треба да влезем внатре и да легнам и да спијам. И во тој момент, значи, стигнува стравот и буквално вака како со тебе си правиме муабет. Машка фигура секогаш. Секогаш како машка фигура ми се појавува. И си правиме муабет. И му викам, добро, кој си ти? Јас сум стравот. Што сакаш? Да те уплашам. Добро. Од што треба да се плашам? Овој пат се прашувам себе си. И почнуваш да си анализираш. И си викам, од што најмногу ја се плашам? Од лоши луѓе, од криминал, од насилство. Тоа беше мојот објективен страв кога сум во градот, кога сум во урбана средина. Но тој страв во планината не одговара. Гледам наоколу, нема жив човек, значи нема никој, јас сум единствен човек на планината. Океј, значи може тоа да го штеклираме. Тоа отпаѓа. Ајде да видиме некој друг страв. Од што? Може, ако умрам, нели, најчесто меѓу луѓето е стравот од смрт. Ама сега ако умираме, барем да знам како ќе умрам, нели? Па дали некој диво животно ќе ме изеде? Гледаш наоколу, на вистина, значи нема живо пиле, нема ништо. Го штиклираме тоа, ајде да видиме некој реален страв, лавина или нешто поврзано со планинава. Заклучувам дека сум добро поставена на добро место и во моментот кога ги штиклирам сите коцкички и во тој момент од најуплашеното девојка на жена на светов, јас се претварам во најсреќниот човек на планетава во само 5 минути. Со таа само анализа која што си ја правиме. Ма треба човек да биде подготвен тоа да треба го да биде направи. свесен и дури онака си викам, значи ова све мене реално ми се случува, ама како во тој момент јас кога станувам најсреќниот човек на планетава, благодарна на универзумот за тоа таму што се наоѓам, на највисокиот вулкан во Еквадор, каде што од секога сакав да отидам, во тој момент кога ти почневаш да изразуваш таа благодарност, јас почнувам веќе да халуцинирам. Значи, гледам тука некои лилјакови, портокалови заедисонца, тоа како све, пошто на голема висина, уште веќе касно, до касно се гледа сонцето како тоне. И наеднаш тоа убаво за солниште кое што си го изградив, мене ми послужи, поинаку го доживеав и убаво си се одспав и си се одморив.
Не е мала бројката на спортисти кои покрај талентот за спорт имаат и други супер таленти. Тоа ни го докажа наследникот на Столе Стоилов во ракометниот клуб Вардар, пикерот Милан Лазаревски Мечка. Јас сум сигурна дека волку добра временска прогноза вие одамна не сте гледале. Можам да кажам дека имам доста монотоно, да кажам, секојдневие, бидејќи па дека по режим сум се, значи имам скоро све ми испланирано во секој момент од денот и не сум некој најголем љубител на премногу излегување, што не сум кога јадеш, кога пиеш, кога спиеш, тоа во таа смисла ред, војнички. Да, и дека сем тренизите кои што ни се обврска, негувам да бидам дома у лежачка позиција која што можам повеќе, не сум некој најголем фан на ручеци, на кафе после или пред тренинзи, така да од тој аспект мислам дека по рутина ептенжувам и тоа моментално мислам дека ми враќа со плод и ќе продолжам да си го практикувам тоа и едини мислам начин на кој што така моце знам да се релаксирам е со колегите од клуб кој што не е само Томи, има тука повеќе кој што така другарува во дигиталниот свет, да. Дигитален свет. Инаку да ни биде не смем кажале на гледачите дека имаш некој талент скриен за временска прогноза, читање. Дека тоа ти е интересно, никош треба пробаме, знаеш. Може добро ќе биде. Па кој гледам тука со атмосфера у студио, мислам дека комотно би се snашол како метео презентер или презентер на вести. Ај пробај малку две реченици, кажи. Какво ќе биде време сутре? Умерено, облачно. Мора картата да му извади. Картата сега нема добро ништо. Ова сте вие двајца, игнорирај тоа. Како биделе речениците? Во западниот дел од државата очекуваме благи домерени врнежи со некој си трага на снег во вечерните часови. Овој период од денот се очекува да биде тоа малку поинтензивно за време на периодот од сабота и од недела. Температурите ќе се движат од 7 степени во утрешните часови до 15 степени за време на вечерните, кој што може да видиме, нема премногу разлика во времето што се однесува на југозападниот дел од Македонија, едноставно еден ладниот бран кој што доаѓа од северниот дел, кој што ќе завземе, се движи некај Грција, ќе завземе цело. Ја мислам, треба се засекираат колички од метео дека некој работата ќе ми ја земе. Не, добро, интересно ми беше дека реагираше на атмосферава во студио. Има и други колеги твои или спортисти, они реагираат на моментот читање вести, таму на тој пулт, така да не си единствен. А морам да читам вестите, не може да ги кажувам слободно. Па, ја до сега не сум се обидала, добра идеја ми даваш, инаку можеш. А има и меѓу моите колеги, еве да кажам искрено, многу искусни, кои што доволно има само резултатот да го знаат и ги презентираат вестите без при тоа да читаат. Значи тоа е веќе напредно ниво. Томи би можел? Ја Томи сигурно. Заедно ќе може спорт да држиме. Може, ја мислам. Да, спортски. Мислам некои други. Еден од македонските спортисти со најуспешна интернационална и репрезентативна кариера е кошаркарот Перо Антич. Имавме добра прилика да се потсетиме како некогаш започнуваше патот до станување звезда. Значи ти кај Желјко Обрадовиќ си морал да бидеш дисциплиниран. Нема темперамент, не темперамент. Можам да контрирам, ама на крај ќе изгубам се. И он те учи ред и дисциплина. Или Тоше Гечевски што би рекол на модерен чотек. Знаеш, кај нас е сега све дипломатија. Ја мислам дека без таа школа, Марче многу ја знае, пошто ја поминав кај него исто. Ја бев детето што не игра, он играше, он беше во работнички 90. Он морал да си ме праќаше по чорапи, по све. Сега да пратиш некој, абе што е ова? Нема теорија. Значи не е до тоа. Ја играв во Евролига, Дејан Јовановски, Тоше Гечевски во соба, вака влагам ги гледам, он игра во македонско првенство. Дејан Јовановски го гледам. Јано сум 12 заради Дејан Јовановски, заради Марче Црвиновски цела кариера. Или чисто да се знае. И во NBA беше малце скокамо тема. Перо Антич био. И пишува favorite singer Хари Джиновиќ, favorite song Муштулук, favorite basketball player, нели кажуваат Майкл Џордан, или кој Дејан Јовановски јас пишав. Но вистина? Да, и горе седеше тоа игра со против Мемфис Гризлис играв. Браво, Перо. Така да мора да има малце
напетост. И родителите да се тргнат да ги остават децата, да не глумат менаџеришта, да не ги гледаат децата како производ нивен, па да јас на нив со нив живеам, со нивниот успех живеам, него да ги пуштаат само да се поддршка Да и си да го има пронајдат трпение. патот. Да објасниме за помладите што некогаш значеше кога ќе дојде тренер и не знам еве на линија во сала од толку играчи ќе одбере само неколку минути и ќе рече вие добивате шанса да играте во работнички. Па да одговориш, кажи како ме мачеше мене за Па добро, И ја тоа ќе го кажа. ама не, ја го Не, за мачев соколата. него за да го направам нешто дел од ова што денеска некоја заслуга, пошто ја така сум учил. Значи ние не сме биле во војска, али ја кога сум почнал во Гостивар, сум ги научил тие некои си 400 метри го мрзеше да вози. сум ги научил тие некои правила што значи да влезеш ти да си во прва екипа, значи мора да ги слушаш по старите. Кафе донеси, чорапи Закон. донеси, оди таму. А они ќе застанат позади тебе пута два. Ако играш ти во прва петорка и си добар. Нема врска тоа. И да си најдобар на утакмица. И 20 пати да даеш, ти пак ќе си одиш по вода, по ова, по тоа сега малку изгубено кај нас. Вие сега на младиве генерација ако нешто им дајате, они сите некако се љути, демек мене ми е понижување ова да го направам. Тука малце мислам дека е изгубено. Али тоа ја мислам дека е све до тренерите. Значи тоа е све до тренерите. Мора малце со играчите да бидат и во тој дел, во воспитувачки дел малце построги. Не се да бидат, не знам кој, али мора да бидат малце построги за да се знаат некои работи и да се знае хиерархија во екипата. Па вие имавте проблем со оглед на тоа што сте стар ков на човек, на личност едноставно со некои такви вредности, кога дојде време да бидете тренери на клубски план зборува. Многу голем Проблем? проблем. Мислам проблем. Со мене што се работувале играчите, ја на терен што кажува Перо, сега не може се споредам со Желко, али јас сум таков карактерист. Значи 2 сата малтретирање или утакмица. Има, да. Сега, Има? тука има све. Ќе најдем. Нема да барате ништо. Значи играчи мене ме сака. Па добро. Се не може сите, али 70-80% не може сите сега да те сака. Чим тренер Али ти вика, те сакаат, те почитуваат. Значи со знаење, со авторитет, со све. Ти им кажеш што да прати, знаеш, може да и понезгоден после некои работи, али пак они сваќаат дека тоа е за нивно добро. За добро на екипата, за да тимот оди за да расте, за да направиш некој успех, за што се ангажират. И сега многу играчи тоа го сватија, си ја терав работата, како што мислам дека е најдобро, мислам дека тоа беше доста коректно од моја страна. Сега тоа треба да прашите некои други што се работувале со мене. другата страна, секако. Така, јас си мислам тоа за мене. Сега сум во некоја друга функција, не значи дека нема да се вратам пак да бидам тренер, пошто тоа ми е некоја си Не е тоа договорено уште. Не зборам понатака, не се знае животот кај не носи, но сепак ми е една од омилените работи. Да, Перо, некогаш има шанса во таква улога да те видиме? Сум размислувал неколку пати. Многу сакам. Ама ја мислам дека нема да издржам една цела утакмица нееднаш. И тајмаутите? Не, бе, на играчи. Да не се снима. Извини, Да не на се тајмаут ја мислам дека еве Марче нека каже, на тајмаут више да се објаснува, не знам, посебно, може да ги разбудиш играчите. На тренинг се вежба. Да. Тогаш е Ако клучно, стигнеме да, на тајмаут да објаснувам, да ги учам шо, треба да си напуштам. Треба да си Значи поддршка си да си... размислувал? Може би некогаш. Никад не реци никад. Да. Јас сум први ред со водата со семките и го гледам како води Тоа со пукајки со Тоа ми е животна желба, да. Најголемат звезда пак на македонскиот женски фудбал е девојката која го носеше дресот на Барселона, а сезонава ја заврши соработката со клубот Леванте. Таа одблиску ја почувствува ерата на Лионел Меси, па ни раскажа какви се тој и дел од неговите соиграчи тогаш кога сте со нив одблиску. До Барселона искрено и исто и сега во Леванте, но во Барселона стварно имаш прилика да ги видиш. Ние имавме слики со нив заедно пред да почне сезоната и не само слика, значи се сликавме да, но после тоа Меси, значи Меси што е Меси. Тој застана со нас и збореше. Не праша како сме, што сме, како иде на тренинзи, како иде во лига.
Значи, јас бев толку изненадена, што викам, добро, дали е можно ова Меси, а да е толку нормална личност. Значи, фудбалерите, да, тие се големи звезди, но има од нив има, што јас зборам се кренати, да, тоа да, но има од нив што може би 90% се нормални личности, пример Иниеста, Тер Штеген, Меси, али Пике не ми остави добар впечаток и Суарес не ми остави добар впечаток. Не? Не. Затоа што Пике некако тоа каталонското негово, не знам зошто така тој, јас на сликата зборевме јас и Ракетич, пошто јас бев пред него, а тој беше над мене, Ракетич. И он го чита моето презиме, вика Андонова. И одакле си? Викам из Македонија. И почнавме ние да збориме на хрватски и Пике се врти, вика тука се збори само каталонски. Викам добро. И јас викам, јас ќе зборам шпански, па каталонски, кога ќе научам, и ако научам, ќе зборам. Еден ден. Да, така да, сосема нормални личности се и Ракетич, стварно искрено го заборев и него ми остави многу добар впечаток. Да. Тие се стварно, покрај тоа што се, значи, врвни фудбалери, тие се стварно добри личности. Јас искрено се надевам дека Fair Play е емисија која успева вам да ви остави добар впечаток, да ве забавува, едуцира и мотивира низ призмата на спортските кариери, теми и приказни. Во спортски дух, нашите цели ќе бидат уште поголеми и следната сезона, кога ќе се обидеме да препознаеме и да ви доближиме нови вредни и за почит содржини. Секако дека нема да се поздравиме без благодарам пред се кон телевизија Телма, која спортот го смета за важна тема и го има во рамки на својата програма. Потоа сите колеги од екипата која работи на продукцијата и постпродукцијата на секоја епизода Fair Play. Секако моите колеги од спортската редакција, тоа се Игор Паневски и Бранко Казаковски за нивната несебична поддршка. Сите оние кои ја прифатија поканата да гостуваат во оваа емисија, а најголемото благодарам секогаш е за вас, нашата верна и ценета публика. Ви посакувам да уживате во летото, кое годинава е богато со спортски надпреварувања. Меѓу нив тековното Европско фудбалско првенство, потоа предстојниот Вимблдон, како и летните Олимписки игри во Париз. А до нашето следно видување, спортски поздрав!